почетокот на новата туристичка сезона Дојран ќе добие нова плажа. Крајбрежјето кај село Николич ќе добие нов лик. Комуналец почнува со акцијата за пролетно чистење на градот, утврдени точките на движење на комуналните екипи. Радовишките работници учеа како да се заштитат при работа, обука за зголемување на безбедносните стандарди и сертификати во работата. Поштовани гледачи, добре дојдовте во вториот дневник на телеканал А1. Погледнавте како изгледа насловната страница. Со содржините почнуваме веднаш. Координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМН Илија Димовски ќе биде председател на комисијата за прашања на изборите и именувањата. Ова беше договорено на денешната координација во собранието по 3-дневни консултации. Според претходно договореното од политичките партии, ВМРО ДПМН ќе има 6 члена во комисијата за прашања на изборите и именувањата, СДСМ 5, а ДУИ и БЕСА по 1 член. Утврдувањето на предлогот за состав на комисијата за прашања на изборите и именувањата е предуслов за продолжение на конститутивната собраниска седница која почна на 30 декември 2016 година, но беше прекината бидејќи не беше обезбедено парламентарно мнозинство за избор на председател на законодавниот дом. Социјалдемократскиот сојуз денес првпат го прифати фактот дека се губитничка партија и втора партија во собрание. Од тука 6 места и председателското место во комисијата за прашања на избор и именување не е милост на СДСМ, туку пракса на работата на парламентот, рече Илија Димовски од ВМРО ДПМН веднаш откако беше договорено тој да ја води комисијата. Прифативме председател да биде член од ВМРО ДПМН за да се откочат институциите, за да не бидат граѓаните заложници на ниеден политичар и политичка партија, изјави генералниот секретар на СДСМ и пратеник Оливер Спасовски. Инаку и вечерва продолжуваат протестните маршеви низ повеќето општини во Македонија. Граѓаните бараат од политичарите да ја отфрлат тиранската платформа, да направат македонска платформа во која сите актери ќе се залагаат за почитување на унитарноста на Македонија, уставното име, химната и знамето. Граѓаните преку собирите праќаат пораки до меѓународната заедница за, како што велат, немешање на странските и дипломатски мисии во внатрешната ситуација која според нив во овој правец води кон федерализација на Македонија. На југоистокот протестираат скоро сите општини: Струмица, Ново село, Василево, Радовиш, Конче, Гевгелија и Богданци. А специјалното јавно обвинителство отвори 4 нови финансиски истраги за 4 лица кои се однесуваат на набавка во МВР, изградба на училиште во општина Зајас и за даночни затајувања, а се водат под називите Табла, 300, Тотал и Тифани. Според Јанева, имаат обезбедено вербални и материјални докази дека од 2009 до 2015 година Управата за јавни приходи и Министерството за финансии не само што не ги извршувале обврските, туку според Јанева дозволиле поединци и други министерства да работат спротивно на законите, со што овозможиле одредени фирми и лица да се стекнат со имотна корист на сметка на буџетот. На пресконференцијата обвинителката Ленче Ристовска ги отфрли обвинувањата дека СЈ врши притисок врз медиуми, посочувајќи оти работат законски и затоа ја информираат јавноста. Специјалната јавна обвинителка Катица Јанева побара Собранието на Република Македонија да ја разгледа можноста за продолжување на рокот на функционирање на ова обвинителство, наведувајќи дека овие финансиски истраги бараат подолг временски период за да можат да ги завршат истрагите што се почнати да го исполнат мандатот. Потпредседателот на владата и министер за надворешни работи Никола Поповски вчера учествуваше на состанокот на коалицијата за борба против исламска држава во Ирак и во Сирија што се одржа во Вашингтон. Домаќин на состанокот на Алијансата против ИСИС беше американскиот државен секретар Рекс Тилерсон, при што на маргините на самитот Поповски имаше и првата средба со новиот шеф на американската дипломатија. Коалицијата најверојатно во скоро време ќе ја извојува воената битка против исламската држава во Сирија и во Ирак. Но тоа е полесниот дел. Потешкиот дел следи потоа, бидејќи ќе треба да се обезбеди враќање во нормала и финансирање на животот на луѓето кои се таму, а најголемата и најтешката битка која ќе остане за секој од нашите земји е дерадикализацијата и обесхрабрување на сите оние кои во изминатиот период беа мотивирани од нашите земји да заминат и да војуваат таму за кауза која дефинитивно не е цивилизирана. Таа битка ќе биде долготрајна и од неа ќе зависат крајниот резултат на целата мисија за справување со ова глобално зло.
Нова можност за вработување на лица со завршено основно и средно образование. Од Агенцијата за вработување објавија нова мерка која има за цел најпрво да ги обучи кандидатите, а потоа и трајно да ги вработи. Обуката ќе трае 9 месеци, а кандидатите при тоа ќе добиваат и месечна плата. Средствата за обуката и заплатата на нововработените ги субвенционира Агенцијата за вработување. Дополнително, примателите на социјална помош во случај да бидат вработени нема да ја загубат помошта од државата во следните 18 месеци, нешто од што во минатото стравуваа рандливите категории граѓани. Предвидени се 440 лица, предвидени се 62 милиони и 40 илјади денари за целата мерка. Мерката трае во просек 9 месеци, но после 9 месец ние 12 месеци мериме дали работодавачот ќе го намали бројот на вработени и доколку го направи тоа, ние исто така реагираме да врати дел од парите што ги примилува од Агенцијата за вработување. Така даваме 3 месеци обука во која што се профилираат кадрите и потоа 6 месеци субвенција во трајање во висина од 19.000 денари. И врската е потоа 12 месеци по завршување на самата субвенција која што ние даваме. По завршување на обуката склучуваме договор за субвенционирање кој трае 6 месеци. Работодавачот за тие 6 месеци ќе добија 19.000 денари во вид на субвенција, од која што плаќа до 17.000 денари нето плата и придонесе за таа нето плата или бруто плата и 2.000 денари како трошок што го направил за едукација на тоа лице во периодот. За поголем извоз и за конкурентност на домашните компании ме потребен посериозен пристап во примената и сертификацијата на меѓународните стандарди. Тоа може да им помогне и во услови на актуелната политичка криза, затоа што ќе имаат меѓународно признат производ, оценуваат од Сојузот на стопански комори на Македонија. Македонските компании и институции се повеќе ги препознаваат придобивките од воведувањето и сертификацијата на меѓународните стандарди во своето работење. Со самиот процес на глобализација се е поистакнато и значењето на стандардизирање на работните процеси како во јавниот, така и во приватниот сектор, како еден предуслов за квалитетно и успешно работење. Воведувањето и акредитираната сертификација на меѓународните стандарди придонесува кон препознатливост на македонските компании на меѓународниот пазар, усогласено со домашната и меѓународната законска регулатива, и континуирано напредување на нивното работење. Мисијата на Сојуз на стопански комори е зголемување конкурентноста на компаниите, членови на Сојуз на стопански комори и воедно зголемување на нивниот пласманот на нивните производи надвор од Република Македонија, така да од наша страна ова е препознаено, на многу високо ниво е ставено ова во перцепцијата и во активностите во рамки на комората. Струмичкиот регион е соодветен за одгледување градинарски култури. Според Ванчо Митев, председател на Советот за земјоделци регионален центар Струмица, струмичките земјоделци треба да ги користат субвенциите кои им се нудат, бидејќи се од голема помош за одржување на нивното производство. Тој вели дека несигурноста во себе ги попречува земјоделците да ги користат бенефитите на субвенциите и дека треба да се следат новитетите во земјоделството и да се применуваат и кај нас. Но струмичките земјоделци тешко ги менуваат своите навики. Тешко е кај нас да го организира земјоделскиот производител. Било политички, било преку асоцијации, било преку други форми на здружување. Ево и задрugите има проблем, значи скептици се земјоделските производители прво во себе, не веруваат. Јас од тука апелирам и по населените места. 10 човека треба задруга да формираат. Ако јас не чирам, има други луѓе кои што може да направат. Ние имаме земјоделска аптека 10 години, имаме механизација, даваме услуги на земјоделски производители, меѓутоа кај земјоделците тоа не може да се шира, значи како структура на здружение. Мора да го модернизираме производството, да го направиме и по-флексибилно, да биде по-ефтино, да биде по-достапно, да биде за страните пазари. Србија се организира, има производство. Босна, Хрватска, Бугарија. И од тука, значи, мора тие, што ме питаат, форми, таму одат луѓето понапред, единствени се. Таму апелираме ние да се осигуруваат посевата, од тука, значи, треба да кренеме, да видиме колку е позитивна таа мерка што се избориме ние, да даде државата 60%, значи, субвенции, да осигураш нешто. Меѓутоа има тука дефекти кај осигурителните компании, не нудат доволно пакети за да го фанат сите штети. И таа мерка е и така како добродојде на земјоделците, 60%, значи, субвенцијата државата. Тешко ги менат нашите земјоделци навиките. Не веруваат, значи, во себе, не веруваат во мерките што се нудат. Има искористено 2200 трактори, кажат. Луѓето скептички гледат на тие мерки, не поднесел документа, а чека трактор да му дојде дома. Значи, треба
има институција АПРЗ, ќе го направи бизнис план, ќе аплицира и ќе доби трактор, доколку ги исполнува условите. А така само да уговараме, тоа е факт од статистика, 2200 трактори и 10.000 парчиња, значи механизација имат добиени земјоделски производители. Јавното комунално предпријатие Комуналец од Струмица започна со очистење на општината од отпад. Овогодинешното мото е чиста струмичка пролет и ќе се чисти општината и по населбите. Од 26 март Комуналец започнува од населбата Карпуш. ЕПКД Комуналец од Струмица од 21 март започна со традиционалната акција за чистење на општина Струмица и околните населени места. Ова акција трае со години, а овогодинешното мото е за чиста струмичка пролет. Традиционална акција за чистење на општина Струмица со мотото, овогодишно мото значи за чиста струмичка пролет. Тоа е традиционална, која веќе уназад повеќе години ја спроведуваме. И еве сега да ви информираме и да ги информираме граѓаните дека оваа акција започна на 21 март со наши активности и ќе трае некаде до 23 април. Се со цел да ова што и поранешните години сме го работеле, да го продолжиме и оваа година, да вршиме значи генерално чистење на градот Струмица и на населените места во склоп на општина Струмица, се со цел да ја задржиме оној епитет кој што го има општина Струмица за чиста, средена и разделената општина. Ова активност од страна на Комуналец продолжува на 26 март, кога граѓаните од населбите Карпош ќе имаат можност непотребниот отпад да го отстранат од своите домови. Првиот ден, поточно на 26 март, акцијата започне од населбите Карпош и Чифлик, познати кај нас. Значи, во недела ги повикуваме сите граѓани од овој дел на градот да учествуваат во акцијата, каде што јавното предпријатие Комуналец ќе работи генерално чистење како на сите улици, така и на зелените површини, уредување а граѓаните ќе треба да својот отпад од своите дворни места, подрумските простории и стар мебел што имаат, да го извадат само пред своите кутни места и се јават на телефонскиот број 325 909. Таму ќе бидат прифатени и одма истиот ден отпадот ќе биде подигнат. Наредниот период, поточно на 2 април, акцијата ќе продолжи со подигање со генерално чистење и подигање на отпадот од самите граѓани во делот кај што отпадот се собира вторник и петок. Значи ова е дел во рамките на што се движи на рамките на транзитниот пат, булевар Маршал Тито, улица Маршал Тито и долу се до рудникот. Од ЕПКД Комуналец ги повикуваат сите граѓани да се приклучат кон ова чистење на општината, се со цел сите заедно да имаме чиста средина за живење. Општинската служба за информирање на Гевгелија го издаде годишниот билтен, односно отчетот за работата на градоначалникот Иван Франгов за периодот од 2013 до сега 2017 година. Пред 4 години, кога по втор пат станав градоначалник на општина Гевгелија, ветив многу работи. Неголемиот дел од нив се веќе остварени или се во фаза на остварување, вели градоначалникот на општина Гевгелија Иван Франгов во отчетот за работата во периодот од 2013 до 2017 година. Најдобра потврда за тоа се изградените нови патишта, неголемиот дел од патниот правец Снегорци-Серменин, дел од патниот правец за село Ума, дел од западниот булевар од Гевгелија, новите улици, тротоари, кружни текови и пешачки патеки во сите населени места во општината во износ од над 246 милиони денари, атмосферски и канализационни линии во селата Пардеци, Мрзенци, Моин и Давидово. Подобрени се условите во образованието, развојот на културата и спортот, зголемената заштита на животната средина и подобреното урбано живење на граѓаните. Подпишан е договорот за изградба на новиот водоснабдителен систем во Гевгелија со АД Хидрострој од Софија во вредност од 105 милиони денари. Издадено е одобрение за градба на конска брана. На почетокот од годината се очекува предавање во употреба и пречистителната станица кај Вардар. А во завршна фаза е изградбата на градскиот пазар, така што годинава ќе биде и неговото отварање. Светска банка го одобри проектот за доградба на нови 14 училници во средноучилишниот центар Јосиф Јосифовски во Гевгелија.
Оваа година ни престои разрешување на уште еден горлив проблем, складирање и дистрибуција на комунален отпад. Тоа значи дека ни престои реализација на повеќе капитални зафати, за кои веќе се обезбедени финансиските средства и по уклучувањето на постапките за тендерирање ќе следи и нивно отпушување. За проширување на фекалната и атмосферската канализација, за нови водоводни линии за одржување на речните корита, за 4 години беа вложени 73 милиони денари. Во образованието беа вложени над 17 милиони денари за подобрување на условите за настава. Донесени се и 30 на урбанистички планови како основен предуслов за урбанизација, но и за подобрување на бизнис климата и потекнување на локалниот економски развој, се вели во годишниот билтен за отчетот за работата на гевгелискиот градоначалник. До почетокот на новата туристичка сезона Дојран ќе добие уште една нова плажа. Овој пат станува збор за плажа во селото Николич, покрај Дојранското крајбрежје, кое во овој дел од општината важи за едно од поубавите песочни површини покрај езерото. Почна да се гради нова плажа во селото Николич во Дојран. Механизацијата е веќе на терен и ја рамни површината наменета за плажа, која се очекува да проработи до почетокот на летото. Предвидено е да се изгради излетничко место во должина од 100 метри на крајбрежјето на Дојранско езеро, кое ќе се протега во правец исток-запад помеѓу атарот на селото и ќе заврши со границата на Грција. Овој проект е еден од трите проекти од минатогодишниот договор подпишан помеѓу Бирото за регионален развој и Центарот за развој на југоисточниот плански регион, а кои се однесуваат на активности што ќе овозможат рамномерен регионален развој и подигнување на квалитетот на живот на сите граѓани во регионот. Преку партнерство со југоисточниот регион, наскоро ќе се почне и соградба на нова плажа во близина на Николич, со што ова населено место ќе добие нова туристичка дејност, а во тек е тендерската процедура за градба на Дојранска мандра, со што повторно ќе овратиме препознатливиот символ Дојранските езерски колеби. Со овие проекти, со проектите кои се реализираа изминатите години и кои се започнати годинава, продолжува градежната офанзива која во Дојран веќе трета година не е застанала. Во овие 3 години изградивме 17 локални улици, инвестиравме повеќе во канализација и водовод и во секоја останата сфера од општественото живење, отколку во сите останати години заедно од постоењето на општината. Изградбата на плажа покрај Дојранското крајбрежје во Николич е со вкупна вредност од 6,3 милиони денари. За сите 3 проекти од овој регион во 2016-та е подпишан договор помеѓу Центарот и Бирото во вредност од над 28 милиони денари, од кои речиси 20 милиони се обезбедени од Бирото, а останатите од општините партнери во проектите. А обука за заштита при работа се одржа во Радовиш. Еве ги поентите од таму. Токму така, денес сме домакини на последната работилница од проектот Унапредување на социјалниот диалог, кој се спроведува под покрителство на Меѓународна организација на трудот, а финансирано од Европската комисија. Така да локалниот економски совет на Радовиш се на некој начин домакини во организација со локалните останатите и националниот локален економски совет. Тема која чувствуваме ние од Македонското здружение за заштита при работа дека треба многу повеќе да биде присутна помеѓу сите. Покрај вработените, работодавачите, но исто така и помеѓу државата. Тука сме ние секогаш како професионалци да помогнеме кога станува збор за безбедноста и здравјето при работа, но многу повеќе акцентот го ставаме во однос на создавање на една така наречена превентивна култура, каде што превентивната култура треба да го спречи доаѓањето или случувањето на несреќите на работа, отколку да се справуваме понатаму со последиците, тоест да ги лечиме последиците од неспроведувањето на безбедност и здравје при работа. Да не заборавиме, неспроведувањето не значи дека нема да имате документ, нема да имате проценка на ризик, нема да имате ливчиња кои ќе ми ги представите на инспекторите кои ќе дојдат да вршат инспекција во вашата фирма. Неспроведувањето значи изгубен човечки живот. Остануваме во Радовиш. Таму градоначалникот Сашко Николов ги примира коментарите на клубот Радовиш. На таа една генерација која што избори плей-оф, би сакал сега и официјално да го честитам тај еден голем за нас како општина историски успех да екипата на РК Радовиш изборе пласман у 4-те
елитни екипи да се спротистави и да се надпреварува со еден Металург, со и останатите екипи кои што беа таму. Това навистина импресионира, прави да бидеме горди и секако не обврзува нас како општина и мене како градоначалник да у наредниот период да најдеме можност да поддржиме како младински категории и ракомет, и фудбал, и другите колективни па индивидуални спортови кои што ќе екзистират на територија на општина Радовиш, за да можеме утре, други ден, костуро на првите екипи, бидете баш вие играчите. Особено у ракомето имаме доста таленти, самиот резултат што сме избориле плейоф у това едно надпреварување која година беше 2016, 2015, 2016 беше, говори дека и како сме талентирани. Сега од 2017 до 2021 имаме дополнителна стратегија за да ги финансираме поголем процент младинските категории. Ако сега поголем дел од буџетот даваме на првите екипи на ракомет и на фудбал, пред се тука грото од парите се распроведува на ракомет и фудбал, сега таа стратегија полека од следната надпреварувачка сезона 2017-2018 година полека ќе ја менеме за да можеме да тие за мене сериозни средства на годишно ниво. И ако сте млади, убаво да знаете, бидејќи треба транспарентно да се каже, некаде околу 10 до 12 милиона денара или некаде 180 до 200.000 евра вкупните инвестиции се на општината у спорто и спортските манифестации. Во продолжение на вториот дневник да ги погледнеме информациите од светот. Вкупно 7 осомничени лица се уапсени во рации на 6 различни локации во врска со вчерашниот напад во близина на парламентот на Обединетото кралство, соопшти висок британски контратерористички офицер. Рациите биле спроведени во текот на ноќта во Бирмингем и на неколку други локации низ земјата. Полицијата во моментов ги завршува последните пребарувања околу Парламент сквер. Британската полиција потврди дека 5 луѓе загинале во вчерашниот напад во центарот на Лондон, а 40 лица се повредени. Мислиме дека знаеме кој е напаѓачот, рече Марк Раули вчера, но додаде дека во моментов не се спремни да го откријат името на напаѓачот, иако полицијата признава дека нивна предпоставка е исламски тероризам, пренесува Guardian. Се смета дека напаѓачот бил инспириран од меѓународниот тероризам поврзан со исламистите, рече Раули, и додаде дека смета дека британските муслимански заедници сега ќе се чувствуваат ранливо поради досегашните постапки на десничарските екстремисти. Можно е Полска да не ја потпише заклучната декларација од средбата на врвот на Европската Унија која ќе се одржи в сабота во Рим по повод 60 годишнината од потпишувањето на Римскиот договор, доколку документот не содржи прашања кои се приоритетни за Варшава, изјави денеска полскиот премиер Беата Шидло. Ако декларацијата не содржи прашања кои се приоритетни за Полска, ние нема да ја прифатиме. Единство на Европската Унија, заштита на тесната соработка во НАТО, зајакнување на улогата на националните парламенти и правилата за заеднички пазар кои не треба да се делат туку да се обединуваат, се 4 приоритети кои треба да бидат вклучени во декларацијата, истакна Шилдо. Грција ниту има можности, ниту располага со доволно финансиски ресурси за да прима бегалци кои би биле вратени од земјите од Северна Европа, изјави грчкиот министер за надворешни работи Никос Кодзијас. Некои земји од Европската Унија сметаат дека Јужна Италија и Грција можат да бидат искористени како складиште за бегалци, нагласи Кодзијас во интервју за германскиот весник Билд. Осврнувајќи се на изјавата на германскиот министер за внатрешни работи Томас де Мезиер дека во Грција ќе бидат префрлени сите бегалци од Германија на кои ќе им бидат одбиени барањата за азил, Кодзијас нагласи дека неговата земја повеќе нема капацитет за прифаќање нови мигранти. Според него, главен проблем на Европската Унија е тоа што таа нема стратегија за решавање на оваа криза. Голем пожар изби зутринава во складиште за муниција во градот Балаклија во Украина, поради што се евакуирани околу 15.000 локални жители. Како што јавуваат руските медиуми, пожарот најверојатно е последица на саботажа. Тоа складиште за муниција е едно од најголемите во Хабровската област, а по пожарот кој изби околу 3 часот по локално време почнаа да одекнуваат детонации, поради што е прогласена зона за безбедност во радиус од 7 километри. Медиумите засега немаат податоци
податоци за човечки жртви. Според податоците на Украинското министерство за одбрана, во тоа складиште се наоѓаат околу 138 тони муниција, меѓу кои најголем дел се тенковски и артилериски гранати од 125 и 152 мм. Во Балаклија се отворени 2 евакуацијски центра, а на местото на случувањата се упети и официјална комисија на Киев, која ја предводи заменик министерот за одбрана Игор Павловски. Почитувани, тука е крајот на второто издание на Дневникот. 20 часот е редовниот термин за третото издание. До тогаш останете на нашата програма, погледнете го отвореното студио, како и вклучувањата во Овде и сега. Пријатно.